Па нормално, ја мислам дека Црна Гора е подобра репрезентација, доста подобра со доста поквалитетни играчи од Молдавија. За мене е поспецијален натпревар зашто мојот дебитански натпревар беше против Црна Гора во Скопје 3-1 што победивме. Така да за мене ова доста мотивирачки натпревар и мислам дека ќе биде доста потешко од Молдавија, зашто мислам дека е поквалитетна репрезентација и поквалитетни играчи имаат од молдавците. Па мислам дека концентрацијата на максимално ниво во последниот дел на надпреварите треба да биде на повисоко ниво, зашто доста надпревари примаме во последните 15-20 минути голови, така да мислам дека треба да бидеме уште пофокусирани, уште поконцентрирани за да може да дојдеме до победа во тој дел од утакмицата. И еве имаме сега уште еден натпревар што може да го покажеме тоа и треба да работиме на тоа, зашто во следните групи во Лига на нација следуваат репрезентации кои што може да дојдат до гол и после тоа цело време да играат у дефанзива, така да ние треба да бидеме поконцентрирани, да оставиме чиста мрежа и само да реализираме, зашто ствараме шанси, имаме шанси за гол, така да треба да минеме уште по-директни спрема противничкиот гол. Ја мислам дека ударот беше фантастичен, мислам дека у последните 5-6 години у мојата кариера не сум примил таков фантастичен гол, али окей, тоа е фудбалот. Беше оставен сам и можеше подобро да реализираше перфектно. И пак ќе се ставам у ситуација дека тоа не е случајност. Случајност зашто мислам дека тука ние треба да бидеме поконцентрирани, да бидеме подобро поставени, да излеземе подобро на топката уште кога пред да стигне топката таму, и мислам дека тука е нашето подобрување на репрезентацијата, на тоа концентрација, на таа дисциплина која што може да се подобриме, кој што ако не се подобриме ќе имаме бар на некој утакмица од Лига на нација проблеми, али работиме на тоа за да може да достигнеме поголема концентрација и да може да одговориме на тие ситуации. Јас ги гледам доста мотивирачки и доста страстно да влезат што влагат во надпреварите, но мислам дека треба да се покаже уште поголема жар, уште поголема волја, желба за да се створи и да се направи на надпреварот, не само да се дојде до ситуација да се влезе на надпреварот, зашто фудбалот денеска е таков што денеска треба да се избориш да влезеш, да се избориш да се задржиш и да се избориш да направиш резултат. Моментално на нас во Лига на нација ни треба само резултат, што тоа е најбитната ствар во фудбалот, така да мислам дека и по-неискусните играчи и по-младите играчи ќе се стават во функција на тимот за да може да оствариме подобар резултат и да може да достигнеме до тоа прво место во Лига на нација. Добро, сега нормално е во фудбалот, фудбалот не чека никој, се дешава во големи клубови, се дешава у Македонија сегде следен играч, секој пат е следниот играч, некој се откажува, некој се повредува, некој заминува, некој останува. Тоа се сите ситуации што ние што сме тука треба да извадиме максимумот од нас, и тие што сме, немаме алиби ради тоа што не се некои други, што некои се позиционирани, што немаме подобри, полоши играчи. Репрезентацијата е таа што сме, ние треба да направиме добар столб у екипата и да се избориме до пласман за тоа прво место. Нормално како и секаде има промени, нормално како има промени на генерација, али да се дојде до победен резултат, ние што сме тука треба да даеме максимум, треба да се посветиме максимално додека сме тука, за да може да направиме победен резултат, затоа што се работи за резултатот, за Македонија, за нашиот народ, за институција како федерација, и у сето ова најбитно е Македонија и македонскиот народ да ужива
во одличните резултати и во успесите на Македонија. Нормално, ја кога ќе влезам во надпревар, секој пат сакам клин шит, чиста мрежа, секој пат се борам за тоа. Можеби станувам и обсесивен за чистата мрежа, али окей, барам многу од себе, барам исто и од соиграчите, и за да може да достигнеме чиста мрежа, така да кога достигнување со чиста мрежа е полесно да победиме, и тоа е еден корак до една добра дисциплина у игра, една добра концентрација на целата екипа, на целиот надпревар. Нормално дека ми се расипува кефот на самиот себе, заради тоа што јас сум таков човек, таква личност, што секој пат барам уште повеќе од мене. Никој пат не се задоволувам. За мене беше, пак ќе кажам да се навратам, за мене беше трагедија поразот со Португалија во Порто. Беше трагедија заради тоа што ние бевме до чекор на светско првенство. Така да за мене тргнувам од следната утакмица, за мене е трагедија да водам 1-0, 2-0, 3-0 и да примам гол. Сега го прифаќам тоа и се радувам за победата, но толку барам од себе и за да може да достигнам резултати и клин шит, чиста мрежа, затоа што кога ќе видат моите соиграчи дека јас барам од себе првиот преврше, и мислам дека тоа треба да биде мотивација и да биде стимулација за нив, да они уште барат од себе, да постигнат гол, да направат добра акција, да истрчат у дефанзива, да покријат. Мислам дека тоа е само мотивација за целиот тим, што мене би било драго да се пренесе и да бидеме конкурентни и компетитивни за следните надпревари.